Еве, веќе забележувате, до мене се наоѓа Калиопи. Да. Токму така сега ќе речев, ќе си помислев дека ќе кажеш цунамито ни дојде во Пробишти. Да. Многу сум среќна што еве можеме сега за Протел телевизија барем малку да од тука директно ги поздравам сите мои драги луѓе, мојот народ, моите македонци и секако да кажам дека ова е втор пат што настапуваме во Пробишти. И второ интервју на Протел. Интервју на Протел, денеска некако посебно ми дојде чувство кога влеговме во Пробишти и тоа сите дискутиравме меѓу нас во бендот дека сите некако многу позитивно го доживеа и Пробишти и луѓето и едноставно убаво ни е. Да, кога сте во Пробишти? Па навистина мислам дека овој град заслужува многу внимание, не само локално, туку и на национални ниво. Што прави Калиопе, освен што веќе е овде во Пробишти и настапува на овој концерт? Да, ние што току се вративме од Србија, имавме концерти тамо во Бајна Башта, последните Ивањица, каде што голем број на луѓе не слуша и мислам дека навистина направивме преубави концерти и секогаш патуваме, ама некако дома си е дома. И имавме навистина еден циклус, голем циклус на успешни концерти во Македонија и многу сум среќна што еве и Пробишти па е дел од целата таа приказна. Веќе е објавено дека ноември и декември ќе бидат концертни месеци. Подготвувам многу интересен превозбудлив концерт, Unplugged, 100% лайв се вика, Калиопи и секако, сите вие кои можете да дојдете, ќе ми биде драго, затоа што тоа не е само концерт за Скопјани, тоа е за цела Македонија. Дали е веќе познат точниот датум на одржување? Да, првиот датум е на 14 ноември, вториот концерт веќе е скоро распродаден на 6 декември и верувам дека Прагма продукција, кои што се задолжени за организација на моите концерти во Македонија, мислам дека не го вестува дека ќе имаме уште концерти. Кога зборуваме веќе за концертите, се сетив на последниот концерт кој што беше во салата Борис Трајковски. Да. Во тој момент, кога беше и концертот, имаше и многу други дешавки кои што се случуваа во Скопје. Многу ги имавме. Да, имавме Саша Ковачевиќ во трговскиот центар Diamond Mall. Потоа тука беше Бојане Сандански и Елена Карлеуша. Имаше уште некој джез концерт, многу настани во истиот ден. Ама некако, не знам, јас едноставно бев растеретана од бројките, колку луѓе ќе дојдат, дали ќе биде полна салата. Мене толку ми беше полно срцето, ама кога излегов надвор и кога ја видов преполна арената Борис Трајковски, знаеш како, тоа е една силна потврда на сето она што го отставаш за себе, како љубов пред сеја и уметност, и тогаш гледаш колку недостатокот на твоето присуство овдешно се исполнува во една таква исконска вечер. Беше фантастично. Дали веќе започна да говорите како ќе изгледа концертот, дали можеби ќе има некој гост што ќе се појави, ќе откриеш малку повеќе детали? Уште, да, оставам, јас секогаш ги оставам нештата кои што случуваат на концерт како изненадување за публиката, затоа не сакам да ги разоткривам. Во пракса секогаш каде и да одам, каде и да пеам, јас имам ретко кога гости на концерт. Целосно концертот го одработуваме сами, но секако имаме дует фантастичен со Желјко Самарџич, кој што постигна вонсерски успех и мислам дека веќе станува на пат да стане Evergreen и она што е најсилно е самите музичари кои што ќе бидат таа вечер со мене и самиот концепт, бидејќи досега Unplugged акустично не сме свиреле. Го спомна Желјко Самарџич, само да ти кажам дека минатата година, на овој ден беше овде тука и баш зборувавме за тоа околу дуетот. Да. Ке ни кажеш како настана соработката? Па пред се нас не врзува 40 годишно пријателство. Јас имав само 16 години кога го запознав Желјко.
токму тука во Скопје на избор за песна на Евровизија југословенска, која што во тоа време се одржуваше во универзална сала во Скопје. И од тогаш сме неразделни пријатели, фамилиарно се дружиме и една средба се случи во Котор. Не, тој беше во Котор, јас бев во Будва. И тој дојде во Будва да ручаме и истака. Спонтано настане едно селфи и му го пратив на Ромео Грил. И викам, Ромео, маестро, ние чекаме за нашата песна. И 3 години после тоа Ромео ми кажа, ја имам песната, спремни ли сте ја снимте? О, колку фантастично беше целиот процес на работа, на снимање. Преубаво. Го спомна Ромео, ми се наметнува прашањето, гледам, продолжува она, да, професионалната соработка продолжува и понатаму со оглед на се што се случи. Па, добриот тим не се менува, поготово што дефинитивно Рома и покрај тоа што и јас сама пишувам песни и текстови, ама мислам дека Рома има еден поинаков сенс за мене и јас тоа го користам максимално и сметам да, во почеток на октомври влегуваме повторно во студио, неуморни сме, иако минатата година издадовме албум. Сега ќе влеземе во студио за да снимеме нов сингл и се уште не знам, веруваме ми каква е песната, тој е таков. Тој во последен момент ми кажува, да, ама нема врска. Одлично, значи се подготвува концерт, се подготвува нов сингл. Така. И како помина ова лето? Па летово помина претежно работно, ама имав малку време и што се вика онака на кратки стази да тркнам некаде. Најчесто тоа е со моите блиски луѓе и нормално, али искрено да ти кажам, најмногу ми вредат моментите, ги користам најчесто да бидам со мајка ми, која што е преселив од Кичево сега во Скопје и барам секој можен момент да бидам со неа. Некако, како поминува времето, сваќаш колку се бесценети тие моменти. И затоа сакам нека потрајат, додека трајат. Одлично. Темата Бато е тема која што навистина многу ми се допаѓа. Ке може да слушаме во живо сега како за крајот ова интервју? Заклуче врата и сједи кад си ту. Не иди ноќас јер нисам баш при сну. Мало е мјеста, али пак остани. Роđeni. Одлично, хвала. Вечера ќе слушаме на крај, секогаш е таа последна на репертарот. Чао. Заклуче врата и сједи кад си ту.